Добре дојдовте во емисијата Секуловска на Нова телевизија. 2012 година беше тешка и тензична година. Токму заради тоа направив избор на неколку личности кои со своите ставови, акции и действувања создадоа ново поле за делување и во 2013 година. Овие личности ги издвојуваат настаните на 2012. Да не се случеше она што се случи во македонскиот парламент, ќе ме ставевте на мака и ќе морав да подразмислам на вистина за настаните. Но овој настан, кога демократијата се суспендира на еден начин кој што мисламе без преседан секако во европската парламентарна демократија, а не се сеќавам на такви примери ни во светската парламентарна модерна демократија, тој фрли една темна сенка врз сите настани на годината. Под таа сенка ќе живееме и во наредната 2013 година. Ние удривме во еден зид за кој што мислевме дека е далеку од нас, а имено ние никако не можеме своето поведение, политичко, па и секојдневно, на други нивоа, не само на ниво на парламентот, да го ускладиме со она што се вика демократско и фер поведение. Во првиот случај почитување, строго почитување на процедурата, бидејќи освен процедурата ние никогаш не знаеме кој ќе биде финалниот исход на една дебата, и од друга страна фер поведение, мислејќи дека станува збор практично за политичка култура. Во случајот со нашиот парламент се виде дека политичарите на Македонија не ја знаат елементарната азбука на демократијата. Демократската држава денес не е машина за правење на закони кои што потоа се применуваат врз населението, врз опозицијата и така натаму, туку демократската држава е центар за помирување на интересите. Дека и на тој плурализам на интереси. Воспротивно ќе завршиме како, да речеме, египетската демократија, која сега ги прави првите чекори, па нивниот председател и интелектуалците околу нив, околу муслиманските браќа кои ја оправдуваат власта, велат, па нели ние победивме на избори? Ако е тоа победа, тогаш ние можеме да правиме се. Не е така. Во едно плуралистичко општество, диалогот, компромисот, собирањето на луѓето околу заеднички цели, тоа е улогата на демократскиот политичар. Конечно во таа наредна година ќе почнеме да учиме дека една демократија се вреднува под односот кон оние што се во малцинство. Кон нив се однесува демократијата. Работи кои што тешко ќе ги апсолвираме во оваа македонска политика, која се уште го има тоа ориентално и авторитарно наследство историско, нели, измама, подметнување, заговори и така натаму. Ова ќе биде отварање на една... Па, да речеме, сите тие работи водат кон конфликт, кон сукоби. Оваа рана сега на телото на македонската политика што е направена може да се залечи релативно бргу, доколку сите фактори го сватат значењето. Не верувам во таквото поведение. Затоа што, да речеме, не може да се очекува дебата за одговорност. Да сум премиер, прво што би побарал би било оставка од тие што ја дале наредбата, а потоа би си подготвил терен за собствено повлекување. Не е можно во една демократска земја да се поништува принципот на обструкција кој што е легален. Обструкцијата е легална
легално средство, во Америка се нарекува филибастер, кое што тие што не се согласуваат или што сакаат нешто да кажат, го пролонгираат, го одложуваат, го запираат донесувањето на еден закон со цел да им се овозможи да го искажат своето незадоволство и да се бара решение. Петар Гушев, поранишниот гувернер, ги издвојува најзначајните настани. Се разбира, тука е црниот понеделник, односно инцидентот на собранието, но и индивидуалните победи, како она на параолимпиката Наковска-Биковска. 2012 не беше година за веселба многу ниту во светот, ниту во Република Македонија, бидејќи се живее најголемата криза после кризата од 29-30 година во минатиот век. Имаше повеќе настани во светот. Имавме Олимпијада во Лондон, огромен спектакл, успешен спектакл, каде што се зближуваат народите, спортистите од сите земји. Имавме напнати избори во Америка, многу значајни. Во кој правец Америка ќе оди. Имавме исклучително важни избори во Франција. Имавме параолимпијада со учество на Република Македонија. Ја имавме, јас повеќе ги преферирам резултатите на полето на напредокот на демократијата. Бидејќи од тоа многу зависи во кој правец светот се одбива и дали ќе има помалку убави настани или повеќе убави настани во текот на живењето на една година или еден период. И тука не можам да ја прескокнам така наречената арапска пролет, почнувајќи од Либија, Тунис, Мароко, Египет и така натаму, каде што се случува едно огромно будење против деспотијата во тој регион. Тоа ќе оди, се разбира, со големи проблеми, не се инсталира лесно демократија. Ние го имаме и собственото искуство, иако на едно подруго ниво од она што е арапското или претежно арапското, но тоа е голем резултат, говорејќи регионално, говорејќи за светот. И таму имаше, можем да кажем, херојски пробиви на граѓанската свест. Иако ќе има можеби 2 чекора напред, еден назад, но во секој случај процесот е тргнат и тоа е мощно добро. Во Македонија, за жал, најголем настан е негативниот настан, ова што се случи во парламентот и околу парламентот. Тоа е чекор назад за развојот на демократијата во Република Македонија и доколку нешто крупно не се промени, чекорите на Македонија водат во спротивно назад од таа што ние сакаме. Исто така поврзано со демократијата, крупен настан е што не може да се заобиколи штрајкот на лекарите. Тоа е исто така крупен чекор, затоа што можеме јасна оценка да дадеме за синдикалното движење, за здруженијата, за социјалните слоеви, како во овој период се малку ентузијастички расположени и организирани да се борат за своите права. Ова е еден светол пример во сивилото, во апатијата, можеби во исплашеноста. На поединечен план не можам да ја прескокнам фантастичната Бикова, која освои злато, а ние сме многу во ретка ситуација како Република Македонија на меѓународно ниво да се закитиме со такво одличие. Тој резултат на индивидуалец, на една жена, е драстично поголем ако се има предвид во какви услови воопшто екзистира работи спортот во Македонија. Бидејќи општите услови се исклучително лоши. Да направите таков индивидуален резултат
тоа значи дека пред се тоа ви припаѓа вам лично. Така што не можам да не го спомнам тоа кога се работи за одвојување на резултат на една личност. Професорот Владимир Милчин предупредува дека замолчувањето на се што е критички во државата е многу опасно за незината иднина. Најдобар пример за тоа е лустрацијата и хајката против него. Ќе почнеме од ова што е поновиот, од ова што јас го нарекувам црн понеделник. А тоа е нешто што мислам дека тежи колку што тежи на вистина државен удар, со тоа што кај нас перверзијата е што државниот удар го изведува власта. Практично операцијата што беше направена за власта најпосле добија одврзани раце за трошење пари кои ги имаме и кои ги немаме, за да може да се одржи на власт. Практично власта презеде операција за елиминација на опозицијата, што самото по себе си се разбира повлекува и замолчување комплетно на се што е критичка мисла во државата. Тоа е едната работа. Вториот настан кој е врзан со овој, некако, ако почнем да ги набројувам настаните, веројатно ќе треба да се вратам на А1, на нападот на А1. И тука има еден континуитет кој покажува дека власта се повеќе и повеќе си дозволува, се повеќе и повеќе го надминува она што е нормален, а и легален со закон дозволен мандат и полека ги узурпира се што постои во државата, тоа е лустрацијата. Значи, лустрацијата ни се случува од 21. век како една мрачна репетиција на инквизицијата. Имате една група луѓе кои се викаат Комисија за верификација на факти, кои де факто не верификуваат факти, туку надгласувајќи се, аминуваат налози кои доаѓаат од самиот врв на извршната власт. При тоа го газат законот, третата верзија на законот. Таа иста трета верзија пред известно време е комплетно оспорена од страна на Венецијанската комисија, која е веројатно најкомпетентното тело во Европа кога се работи за устави, спроведување на устави. Тоа беше скриено, де факто, се што е официјален или близу до официјален медиум во државата, или го премолче тоа, или го сведе на минимум. Досија наследени луѓе, заради, во мојот случај, анархолиберализам, учество во студентски демонстрации, организирано и континуирано делување за уривање на уставниот поредок. Ја говорам сега за крајот на 70-тите и првата половина на 80-тите години. Сега, тоа досие се користи за одново практично да бидам изложен на шиканирање. Зашто е шиканирање? Практично, јас сум професор во пензија веќе од 15 септември. Немам јавна функција. Се работи само за шиканирање и дискредитирање на човек кој кажува што мисли. Кажува што мисли критички што и забележува на оваа власт. Така што, она што во моментов се случува е тоа дека правото што законот ми го дава мене, а тоа е да ја тужам одлуката на Комисијата на Управниот суд. Таа работа сега се тегне со месеци, наместо како што вели законот по итна постапка да биде одлучено. Како што тоа се случуваше и лани, ова е репетиција на ланската приказна. Неколку месеци немаше одлука до моментот дека Уставниот суд не го поништи законот. Со самото тоа Управниот суд ја поништи одлуката на Комисијата, меѓутоа не влезе во разгледување на фактите. Затоа Комисијата одново по инерција, нели, го повтори своето решение, иако тоа е веќе потполно безсмислено. Меѓувремено, според некои документи кои ги добив од добронамерни луѓе, се покажува точно целата операција и таа наскоро ќе ја представам пред јавноста. Мислам дека тоа докрај точно ќе покаже како функционира оваа полициска инсталација во Република Македонија. За жал, мислам дека 2013 ќе биде полоша и потешка од 2012.
пред се во економска смисла. Мислам дека Македонија и понатаму ќе тоне. Неодговорното расфрлање со пари што ги имаме и пари што ги немаме, неодговорното задолжување на граѓаните на Македонија, зашто ние ќе го платиме цехот на крајот, ја турка Македонија во бездна, во една криза која може да доведе дури до тоа да Македонија исчезне како држава. Политички? Да, во таа смисла, апсолутно, да. Не сме ние држава која во овој момент има толку, би рекол, подпирачи во некакви меѓународни организации, за да може да преживее како што веројатно ќе преживее Грција. Многу тешко, нели? Меѓутоа ќе преживее. Во контекст на меѓуетнички односи, тензии или комбинација? Мислам дека тоа ќе биде една комбинација. Се покажува дека всушност она што сега се случува, мислам дека може да има еден мал плюс, а тоа е дека може да доведе до солидарност на оние кои се свесни што се случува, без оглед на нивната етничка припадност. Една од убавите работи годинава е изјавата на не во наше име на групата албански интелектуалци. Мислам дека е тоа голем плюс. Чув дека вчера не успев да го видам тоа, дека и група турски интелектуалци исто така се има изјаснето. Така што може да се случи ова да ги натера луѓето да престанат да гледаат сеир кога злото му се случува на другиот. Тоа нема веднаш да добие некакви масовни размери. Меѓутоа, мислам дека тоа е една од позитивните работи. Новинарот и политички аналитичар Сашо Ордановски вели дека после црниот понеделник ништо нема да биде веќе исто во оваа земја. 2012 одбележа настанот во парламентот, тоа е практично крај на една фаза во македонската политика, бидејќи според мене ништо повеќе нема да е исто од она што било пред тие настани и сега ова потоа, кои што одбележуваат еден практично распад на еден систем на владење, кој што се покажува дека не може да ја модернизира, ниту да однесе државата во прогрес. Тоа е во суштина еден систем во кој само се прави нова редистрибуција на економската моќ, значи парите се зимаат од други места и се носат на своји места. Тоа ги тангира, да речеме, една нова елита создадена од ВМРО на власт, но уште повеќе еден многу мал слој од таа елита, бидејќи големите пари сепак на крајот завршуваат во многу мал слој, кои што сите ние други кои што плаќаме данок или на кој било друг начин придонесуваме за работата на државата, ги алиментираме. И сега тоа е еден паразитски во суштина механизам кој што повеќе нема од каде да цица. Заради тоа е осуден да бара пари надвор од самиот систем, тоа значи по кредити од комерцијални банки, од развојни институции светски и така натаму. И кога тука ќе им чепне, кога ќе им ставите до знаење дека повеќе не прифаќаме на наша сметка да се богатите, тие веќе реагираат со специјални полициски сили. И тоа е она што тој настан го прави значаен не само заради тоа што е брутален и што ќе ни остане во меморијата општествена, историска, државна, како еден многу непријатен настан, туку што затоа што представува врв и веќе од тука натаму ќе оди се надоле за тој паразитски систем. Во голем дел ја одредува иднината и таа иднина сега повеќе нема да може да биде само конфликтна. Значи, ние стигнавме до тука бидејќи системот подразбираше решавање на проблеми само по пат на конфликт. Тоа е типично за владење од позиција на фрустрација. Кога го водите општеството од позиција на фрустрација, неоствареност, нејасноти во главата, идентитетски проблеми на секој ниво, лично ниво, сексуално ниво, партиско ниво, национално ниво, етничко ниво, како сакате, на сите, верско ниво и така натаму. Од таква фрустрирачка позиција, вие се понашате фрустрирано, се однесувате и ги решавате општествените проблеми само низ конфликт. Со други збори, или ќе биде така јас, како што ќе кажам, или нема да биде. И кога ќе видите сите проблеми во општеството се решава само на начин на конфликт. Само јас, како што ќе кажам, тоа американците викаат either my way or highway. Тоа ги довете до овдека. Сега од тука натаму,
конфликтот или ќе расте, а ние сме веќе едно длабоко поделено општество, во кое што конфликтот е многу дневен настан, не е веќе конфликт само на највисоко ниво, туку и на сите нива конфликт, или ќе мора да се најде нов начин со посредници како тој конфликт да почне полека да се затвора. Тоа подразбира или дека ќе дојде до затварање на конфликтите и ќе почне да се оди по една друга линија на разговор во општеството, или овој конфликт негде ќе доживее многу повисока катарза од оваа што ја видовме денови. Докторот Дејан Ставрич, председател на лекарскиот синдикат, покажа како храброста и визијата можат да покренат промени и пресврт во државата. Настан број 1 за 2012 далеку пред сите, за жал, е настанат во собранието пред неколку дена, кога дојде до изфрлање на новинарите и пратениците, и можам да кажам дека делот со пратениците е до некаде негде и виден, се разбира без изфрлање физичко на пратеници од собрание, и може до некаде да се свати како некој политичко ривалство и така натаму, меѓутоа изфрлањето на седмата сила од собрание, од собраниска седница, дефинитивно представува затварање на очите и ушите и сите сетила на целокупното граѓанство, на сите нас. Значи, тоа е удар не само по новинарите, не само по журналистиката, туку и по целокупната демократија и граѓанство. Да не бидам субјективен, меѓутоа мислам дека тоа е вториот настан, кој па со во позитивна конотација, настан на годината 2012, мислам дека тој настан многу кажа, многу покажа. Договорот се уште не е дефинитивен, значи не е дефиниран. Штрајкот е во моментов ставен во мирување од повеќе соображенија, се разбира под одредени услови кои треба да бидат подпишани денојове, да влезат во еден анекс на колективен договор. Меѓутоа, сам по себе како феномен, штрајкот дефинитивно искристализира кој се бори во една професија за својата професија, за своите права, и кој во еден ваков лошо поставен систем е задоволен и за кого пред се партиската или некоја друга определба, а на второ или на 10-то место му е професијата. Вие гледавте емисијата Секуловска на Нова ТВ.